Добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Во него ќе гледате. Од денеска во Кочани започна да функционира јавниот градски превоз. Првото возење беше од Оризари до индустриската зона и обратно. Природните ресурси во Кочанско се почесто предмет на искористување на инвеститорите. Ротари клубот од Кочани инвестира во нова училница во основното училиште Малина Побиванова за лицата со посебни потреби. Од утре, 3 декември, започнува со работа зимската служба на Македонија ПАД. Победата во есенскиот дел од првенството, женскиот фудбалски клуб Кочани ја прослави со роденденска торта. Со информациите од дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Сончеви колектори, Термосол Кочани. 20 годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете Термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Од изутринава започна да функционира јавниот градски превоз во Кочани. На првото возење од Оризари до градскиот плоштад беше и градоначалникот на Кочани Ратко Димитровски, кој стигна до своето работно место. Иницијативата на општина Кочани за воведување на јавен градски превоз од изутринава се реализира. На пробното возење од почетната станица во Оризари присуствуваше и градоначалникот на Кочани Ратко Димитровски, кој со автобус пристигна на своето работно место. Денес можам да кажам дека е историски ден за Кочани. 2 декември отпочнува една нова страница во живеењето на градот Кочани со воведувањето на јавниот превоз. Забележуваме дека е ова прифатено, дека веќе имаме патници, иако е прва линија, и очекувам дека
пробниот период ќе ја покаже оправданоста дека на Кочани му е неопходен таков јавен превоз. Со ова сакам да кажам дека општината заедно со другите фактори, другите чинители на живење во Кочани се грижат за граѓаните на општината. Така ќе продолжиме, значи не е тоа ветување кое што беше дадено, туку тоа се наметна од секојдневното живење. На првото возење присуствуваше и инспекторот за превенција во патниот сообраќај, кој ни изјави. Од страна на полициското одделение, значи за безбедност во патниот сообраќај, се апелира до сите возачи, особено во централното градско подрачје во Кочани, да внимаваат на поставените знаци за обележени автобуски постојки и во овие периоди, значи на тие места да нема паркирани возила, затоа што доколку тие ги паркираат своите возила, го пореметуваат односно го попречуваат сообраќајот и со самото тоа го отежнуваат симнувањето на патниците, затоа што тие во тој случај ќе мора да симнуваат на коловозот на самата улица и со тоа се загрозува нивната безбедност. И заради тоа, значи, од страна на полициските службеници во натамошниот период ќе мора да се преземаат ригорозни мерки за да овие места бидат ослободени за безбедно застанување на автобусите. Па во четврток линијата ќе биде до плоштадот од причина што на ова место значи се одржува градскиот пазар. Од страна на полициското одделение за безбедност во патниот сообраќај оваа улица, односно улицата Борис Трајковски, се прави со еднонасочен сообраќај, се со една единствена цел, значи да се намали гужвата во сообраќајот и да се обезбеди поголем проток. Од тие причини, значи, и автобуската линија во четврток ќе биде до градскиот плоштад. Градскиот превоз првите 2 месеци ќе функционира пробно. Ќе има 4 појдувања од Оризари во 8, 10, 12 и 16 часот. Оправданоста од воведувањето на јавен градски превоз ќе ја покаже времето, но судејќи според она што можеше да го забележи нашата камера из утринава, градскиот јавен превоз е потреба за голем број жители на Кочани. Во Дневник Плюс на телевизија Кочани денеска донесуваме поширока репортажа од овој настан. Природните ресурси во Кочанско, како што се геотермалните води, сончевата енергија и водниот потенцијал, се почесто се искористуваат. Министерството за економија ги стимулира вложувањата на овој план. Кочанскиот крај располага со природните ресурси како што се геотермалните води, сончевата енергија и водниот потенцијал, кои се почесто се искористуваат. До сега најголема искористеност има кај геотермалната вода, која освен во земјоделството за оранжериско производство, се користи за загревање на установи во градот. И искористувањето на сончевата енергија станува интересна стопанска гранка за поголем број инвеститори кај нас. Министерството за економија ги стимулира вложувањата на овој план. Кочани е напреден во искористувањето на геотермалните ресурси. Во државата има 7 концесионери на термоминерални води, кои што се водат преку Министерството за економија. Можам да кажам дека Кочани е најнапреден. Кочани е единствено јавно предпријатие, сите други се приватни концесионери и насоките и заложбите како на локалната самоуправа, така и на менеджментот во комуналното јавно предпријатие Водовод, кој што се концесионер, се за поздравување и се во една развојна насока. Заложбите на владата на Република Македонија, како и обврските кои што ги имаме преземени како држава, е да до 2020 година 20% од вкупното производство на електрична енергија биде од обновливи извори на енергија. Тие се покрај геотермалните ресурси, овде спаѓаат и фотоволтаиците, исто така искористување на ветерната енергија, како и на биомасата. Кочани зазема веќе еден нагорен тренд во изградба на фотоволтаични електрични централи. Веќе имаме 2-3 помали, меѓутоа има интерес од приватни концесионери да изградат уште повеќе. Положбата, природните услови тоа го овозможуваат. Ние сега можам да кажам дека заедно со градоначалникот имаме една иницијатива да во повластени обновливи извори на енергија да влезе и производство на електрична енергија од геотермална вода. Нашиот извор во Кочани е со највисока температура во Република Македонија и со најголема издашност. Се
работи на утврдување на фидинг тарифа, после чиешто утврдување ќе се овозможни можност да концесионери изградат централи за производство на електрична енергија од геотермална вода. Тоа е еден процес кој што е модерен, кој што веќе во светот се повеќе се користи, а уште повеќе што е повеќе степен, може да дојде до повеќе степено искористување на овие природни ресурси. Во списокот на природните ресурси со кои располага Кочанскиот крај е и водниот потенцијал за кој се прават напори максимално искористување преку доделување на концесии за изградба на мали хидроелектрани. Ротари клубот од Кочани инвестираше во нова училница за лицата со посебни потреби во основното училиште Малина Попиванова. По иницијатива на основното училиште Малина Попиванова, од саботата започна со изградба новата училница за децата со посебни потреби кои учат во ова училиште. Целосната изградба на училницата е со помош на членовите на Ротари клубот во Кочани. Целта е на учениците да им се подобрат условите за престој во училиштето. На барање на основното училиште Малина Попиванова пред едно 15 на дена, Ротари клубот одржа состанок и донесе одлука да го поддржи нашето барање, а се однесуваше на условите во кои работат децата со посебни образовни потреби. Така да избра нивен проектен тим кој го раководи нивниот член Тоше Манов, иначе архитект, заедно со председателот на Ротари клубот изготвија план проект кој од саботата наваму се реализира. Учениците со посебни образовни потреби ќе добијат една пристојна училница во која ќе биде опремена со сите потребни наставни средства и помагала, и атмосферата која ќе се створи во таа училница, се надам дека на наставниците, односно дефектолозите во нашето училиште, ќе им овозможи да реализираат наставната програма во целост. Инвестицијата на Ротари клубот чини околу 200.000 денари, а училницата се очекува да биде пуштена во употреба на 25 декември. Од утре, 3 декември, започнува зимската служба при Македонија Пат. Секцијата во Кочани подготвено ја пречекува зимската сезона на магистралните и регионалните патни правци во Источна Македонија. Сообраќајот на сите магистрални и регионални патни правци во источниот дел од државата се одвија по влажни коловози, а на повисоките места од Шумската куќа па кон Пониква по чист коловоз. Нови врнежи од снег нема, додека на овој патен правец врне дожд. Појава на магла има на патот Кочани Виница со видливост од 50 до 100 метри. Јавното предпријатие Македонија Пат секција Кочани предупредува дека поради ниските температури можни се подмрзнувања во вечерните часови на осојничавите места. Во клисурите и усеците можна е појава на помали одрони, особено на патните правци Кочани Делчево и Виница Берово. Одрони се забележани на патниот правец А3 и стибања брана Калиманци. Со интервенција на дежурната служба, одроните се исчистени ноќеско околу 1 часот. Од Македонија Пат секција Кочани информираат дека од утре започнува зимската служба со дежурства, и тоа со 4 патарски работници кои ќе дежураат по 24 часа и обслужување со 2 камиона натоварени со соларки за чистење на снег. Зимската служба започнува од 3 декември, втор степен на приправност, и ќе трае до 21 февруари 2014 година, додека од 21 февруари до 1 април наредната година ќе важи и првиот степен на приправност со по еден дежурен работник и еден возач по 2 смени. Јавното предпријатие Македонија Пат секција Кочани информира дека дежурни екипи се на терен и редовно ги одржуваат проводни сите патни правци во регионот. Од вчера започна наградната игра Фискална борака, награда без мака. Граѓаните на Кочани истата ја прифаќаат и ќе учествуваат. Од вчера 1 декември започна наградната игра Фискална борака, награда без мака, за која треба да се соберат најмалку 20 фискални сметки од било кој износ. Главната награда е стан или дуќан, а на секој 45 дена ќе се доделува автомобили, вредносни ваучери за лаптоп, смарт телефони и LCD телевизори и многу други награди. Заинтересираноста на граѓаните од општина Кочани е голема, зашто голем дел од нив ја поздравуваат оваа мерка на владата на Република Македонија и ќе учествуваат во наградната игра. Покушуваме да собереме, а може да собереме не толку, још повише. Па добро е сигурно. Зашто луѓето дукенџиите да се збогатуваат, да не дават фискални сметки, не дават на народот? Не. Не се заинтересиран. Па не знам. Не сте срекли или не верувате во лотарија? Не верувам многу
у тоа. Да, обавезно. Очекувате ли да ви се падне стан, може би? Не очекувам, ама ќе собирам. Да се надевам, ама не очекувам баш многу. Да, ќе собирам. Очекувате ли да ви се падне? Не. Но сепак ќе учествувате. Да, ќе учествувам. Според вас добри ли се ваквите лотарии? Идејата е одлична. Збираме. Очекувате ли да ви се падне? Па очекуваме, кој не дам ќе ми се падне. Целта на владата на Република Македонија е да се подигне свеста за да се подобри фискализацијата во државата. Секој што ќе сака да учествува во наградната игра, ќе треба да ја побара фискалната сметка. Првото извлекување ќе биде на 30 декември. Иницијатива на група риболовци од Кочани за формирање на Сдружение за спортски рекреативен риболов. Група риболовци од Кочани покрена иницијатива за формирање на Сдружение за спортски и рекреативен риболов. Водниот потенцијал на регионот е голем, пред се од постоењето на акумулациите Градче и Калиманци, па се до реките Кочанска и Брегалница. Па за жал у нашиот град поодамна нема здружение, па така ние рекреативните рибари спортски дојдовме до идеја да го направиме тоа кај нас. Значи Кочани е познат по поголем број на група на спортски рибари, така да редно беше и тоа да го направиме кај нас. Па основачкото собрание ќе се одржи во салата за составници на градскиот плоштад во петок на 13-12, значи во 17 часот, и ги повикаме сите заинтересирани спортски риболовци да присуствуваат на основачкото собрание. Да ни кажете, дали Кочани располага со доволно воден потенцијал за да можете да рекреирате? Па имаме води у околината на Кочани, кои што може да се посетуваат од спортски риболовци. Значи Брана Градче, Калиманци, Брана, значи Кочанска река, Брегалница, така да има. Да, веројатно ќе имате и грижа да го зголемувате и рибниот фонд, меѓутоа и да го чувате. Па да, се надеваме дека за тоа и Го формираме друштвото како рекреативни спортски рибари, за да има и место каде нашите рибари да ги посетуваат нашите води и рекреативно да се занимаваме. Меѓутоа и да се грижите за Да, и ќе се грижиме тоа, значи на рибниот фонд. како што треба. Се повикуваат сите риболовци од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Блешево да присуствуваат на основачкото собрание, кое е закажано за во петок 13 декември во 17 часот во салата на општината кај градскиот плоштад. Посетата на Кочани, лидерот на СДСМ Зоран Заев ја искористи за промовирање на партиската програма и мерки. Во Кочани тој се сретна со стечајците во Оризари, со земјоделците, а во Бели Мугри одржа трибина. Неделата и дождот не му беа сојузници на лидерот на СДСМ при неговата вчерашна посета на општина Кочани. Посредбите со стечајците и граѓаните кои се најдоа на улиците, Заев во вечерните часови одржа трибина пред членството и симпатизерите на партијата во Центарот за култура Бели Мугри. Во 6-минутниот говор тој критикуваше политиката на актуелната власт предводена од премиерот Никола Груевски, потенцирајќи ја сиромаштијата, невработеноста, миграцијата на младите и слично. Кочани ни е еден од градовите каде што имаме, за жал, најголема миграција на млади луѓе, кои што не само што го напуштат Кочани, туку ја напуштат и нашата земја. Овие мерки ќе имаат за конечна цел да ги задржат младите овде, да лесно изнаоѓаат достоинствена работа, со која што ќе заработуваат и ќе можат храбро да се впуштат во процесот на формирање на семејства. Мерки кои што значат пред се зголемување на приходот по семејство, секако таргет група секој пат е младите генерации кои што доаѓаат по нас, но ќе отвориме важни теми и за повозрастните луѓе, каде што ќе зборуваме за пензиите, на временото исплаќање на пензии, социјалните трансфери, социјалните помошти, кои што се многу важни за еден огромен дел од граѓаните на Кочани. На средбите со земјоделците лидерот на СДСМ ги изнесе мерките со кои ќе ја подобри нивната положба. Како достоинствено производителите на ориз ќе може да го заработуваат од оризот и при тоа достоинствено да го живеат својот живот од тоа што го работат. Ќе ги афирмираме може
можеби за прв пат искладичните белешки како финансиски инструменти кои што ќе може да дадат силен придонес за постигање на повисока цена на оризопроизводителите, како и достоинствен пласман за она што се вика земјоделско производство за сите. Заев се сретни со стечајните работници на кои вети донесување на законот за стечајни работници. Од капиталните проекти кои се во програмата на СДСМ, Заев истакна изградбата на автопатот од Штип до Кочани и третата лента од Кочани до Делчево. Неделно футсал уживање со двојна програма им приредија А и Б селекцијата на Македонија и клубовите Кочани и Борец од Велес во спортската сала Никола Карев во Кочани. А и Б репрезентациите на Македонија во футсал вчера во спортската сала Никола Карев во Кочани одиграа ревијален надпревар кој беше вистинско уживање за публиката. Во динамичен и квалитетен надпревар со многу пресврати на крај победи А селекцијата со резултатот 6:4, иако први во водство дојдаа Б репрезентативците, за кои настапи кочанецот Владко Деспотов. Многу ми е посебно драго што и Кочани сега веќе од оваа година има и футсал екипа во втората лига. Се надевам дека овој надпревар ќе допринесе уште повеќе за футсалот да биде што е можно попопуларен во градот и да се развива во правилни насоки. Мене ми е посебно драго што и првпат репрезентацијата е гостува во Кочани, макар било и на еден ревијален надпревар. Се надевам во иднина дека и некој официјален пријателски надпревар ќе одиграме во оваа сала. 2014 веќе од февруар стартуваме со интензивни подготовки за квалификациите за Европското првенство кои што ќе бидат во март 2015. Значи 2014 година ќе биде исполнета календарот на футсал репрезентацијата ќе биде максимално исполнет со многу пријателски надпревари, меѓу кои ги потенцирал, значи мој став е како селектор да играме секогаш со посилни репрезентации од кои што може многу да се научи. Гостувањето на двете селекции во Кочани е резултат на успешниот старт на кочанскиот футсал клуб КМФ Кочани, која десенва е член на втората лига во нашата држава. Со настапот на недобрите футсал играчи се популаризира овој атрактивен спорт, што е предуслов за негово омасовување. Инаку по ревијалниот надпревар контролна средба одиграа футсал екипите на Кочани и прволигашот Борец од Велес, на која подобри беа Велешани, кои победија со резултатот 7:5. Женскиот фудбалски клуб Кочани ја прослави првата позиција на полусезоната, а оризари со кренати глави се вратија од тешкото гостување во Велес. Охридјанки го девалвираа правенството со нефудбалско однесување. Фудбалерките на женскиот фудбалски клуб Кочани со победа од 8:0 против АС Юнајтед од Струга ја осигурија челната позиција на полусезоната од првата фудбалска лига на Македонија за жени, а успехот го прославија со победничка торта. Кочанчанки на последниот надпревар потврдија дека се најдобрата екипа во лигата, постигнувајќи скромни 8 гола, бидејќи доколку беа посериозни, можеа да им ја наполнат мрежата на симпатичните стружанки. Можна значајна победа остварија оризарки кои на гостувањето во Велес против Борец славеа со 3:2. На тој начин, екипата на Младо Сиднина С го задржа приклучокот на челната позиција со Кочани, Тиверија и Статов, со ист број на бодови, но послаба гол разлика. Охридјанки направија уште една бламажа на гостувањето во Струмица, каде откако губеа со 15:0, предизвика прекин на надпреварот поради недоволен број на фудбалерки во игра. Да подсетиме, во Кочани одиграа цел надпревар и загубија со 19:0, а предходно во Оризари по само 20 минути игра предизвикаа прекин на средбата при резултатот 5:0.
Заврши централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не стеревте и останете со Дневник Плюс.